да прашам нешто? Јас сум болна од астма и сакам здравствено да се осигурам. Неколку дена сум овде, дојдена од странство. Што имам белешка само да земам. Треба врски или што треба? Само да Ќе земам прашате белешка. за мене? Фала многу. А малолетна? Само да земам, бас. За малолетна? Хаос во Фондот за здравство. Втор ден власта ги игнорира барањата на вработините во ФЗ, кои бараат да ја коригира препораката и да се откаже од намалувањето на ионака мизерните плати. И додека надлежните размислуваат што ќе прават со примањата на над 830 вработени. Граѓаните ја плаќаат цената и висат пред шалтерите. Жена со документи за инвитро, каде што има броени денови со важност на документацијата, беше вратена од подрачната служба. Пациент, крводарител кој над 50 пати дарувал крв, на кој му следува бесплатно здравство, поради штрајкот ќе биде приморан интервенцијата да си ја плати на приватно. Имам документи за инвитро треба да поднесам. Спремни ми се сите, само да ги оставам, кој ќе ги обработат, кој ќе прекине штрајкот, нека ме контактираат, ме молам. Јас ги поддржувам што штрајкувате. Легитимно е скороз наспроти се што се случува во државава. Молам се, не мораме ние препуцувањето меѓу вас и државава да ги... И сега што да правиме со документите? Барем ќе ми дадете информација кога ќе заврши штрајкот? На вести. Ако истечат документите, кои ќе ги преземе одговорноста за трошоците одека, вие или владава? 50 пати имам крв дарувано, не ми признава таму и ми река дојде социјално. И еве дојдов во социјално. Сега што да кажам? 50 пати имам дарувано крв. Се имам потреба во градска болница за интервенција, кај што не плаќам. Ти вика мора да не платиме, не ти важи тоа, не си у систем. Дојдов се тука, ме прати овде. Зашто овде, не знам. Вчера дојдов и гледам штракуваат. Катастрофа. Немаш ни здравство држава, немаш не си вработен, ни работа немаш да најдеш. Подршка за штрајкот на ФЗОМ освен од граѓаните стигна и од лекарската фела. Приватните матични лекари го поддржуваат незадоволството на вработините. Сметаат дека владата треба да ја преиспита својата одлука, затоа што според нив со ова дополнително се долева масло на огнот и наместо да се превземат чекори со кои би се задржале лекарите во земјата, дополнително се стимулира одлив на кадар. Подршка за штрајкот во фондот стигна и од министерот за здравство Фатмир Меджити. Со затворањето на вратите на фондот нема да има исплати на боледување и рефундации, а нема ниту плати и капитација за лекарите. Од синдикатот велат дека не отстапуваат од барањето да не им се намали платата за 21%, како што предложи владата. Според нивните пресметки, сократењето на платите ќе се дојде до сума од 1,5 милиони евра, што е помалку од половина од 100 во вкупниот буџет за фондот за здравство. А како единствен услов за да престане штрајкот е Министерството за финансии да се откаже од најавеното кратење на платите, со што голем дел од вработените би стигнале до минималец.